Брегалница и Детонит Плачковица на дерби под рефлектори во Штип. Соседско соучување во рамки на 10-то коло на втората лига. Двете екипи се подготвени за меѓусебна битка за нови бодови. Брегалница не поразен тим, а во победничка форма ќе го пречка гостинот од Радовиш, кој според формата посакува и ќе ги бара бодовите. Двете екипи изминатите денови се подготвува за нивниот утрешен дуел кој ќе се игра во вечерен термин. Ова ќе биде дуел на два штипски тренери, Владко Костов и Горан Здравков, кои земне телевизија го најавија мечот во Штип. Па нормално, секој надпревар си има своја тежина, наредниот надпревар исто има своја тежина. Ние како клуб мораме за секој надпревар да се спремаме максимално, нема ништо посебно за овој надпревар. Овој надпревар како сите вообичаено, бидејќи Брегалница мора на секој надпревар да приде и максимално сериозно и озбилно. Така приоѓаме и на овој надпревар, се припремаме максимално. Така ќе биде и вторник против другиот противник, како што реков, меѓутоа ние како клуб мора да одиме на секој надпревар, тоа го кажав уште на моето назначување дека Брегалница на секој надпревар ќе оди на победа, така беше и за купот, несрекно изгубивме на пенали. Нормална работа, некој пат ќе има и мал пат во игра, некој пат ќе биде подобро, меѓутоа треба Брегалница да извлечи бодови од секој надпревар за да може да остане на местото на кое сега, а тоа е делба на прво место заедно со Шкендија Рачино. Се надевам дека до крај ќе одиграме оваков ритм и дека ќе останеме на тоа место на табелата. Па добро, сигурно мотив плюс за играчите ќе биде ноќниот термин, борам генерално и за двете екипи. Ние се подготвувавме за овој надпревар како и за сите надпревари до сега. Можам да кажам дека екипата е добро подготвена, едноставно и формата во последните 4-5 кола ни дозволува да бараме позитивни резултати на овој надпревар и мислам дека ако го дадеме тоа што се договоривме во изминатата недела, мислам дека ќе постигнеме позитивен резултат. Надпреварот ќе се одигра во вечерен термин. Ќе биде мотив повеќе за што поголема борба на теренот за освојување на трите бодови. Овие денови гледам и времето ќе биде и убаво, онако како што предвидуваат врвенската прогноза. Убаво е што ќе играме од 5 сат, затоа што сепак луѓето кои имаат некои врски саботни ќе може да се ги завршат некаде до попладне, да можеме да се надеваме на малку поголем број на публика. Нормално, самиот амбиент влече малку поголема, пожртвована игра, поборбена игра, меѓутоа мислам дека се ќе протече онака како што треба фудбалски, да можат двете екипи да се надигруваат и нормално да победи подобриот. Скриени адути немаат ниту едните ниту другите, но победата ја посакуваат и Костов и Здравков. Па скриен адут. Мислам дека нема што да криеме, ние победата ја посакуваме, значи одиме по позитивен резултат на утрешниот надпревар. За Брегалница можам да кажеме дека доста квалитетен тим, не случајно е на првото место на табелата, немаат пораз како што рековте. Составен од доста искусни играчи. Едноставно, за нас најважно е да го одработиме надпреварот како што треба, сето тоа што ќе се случи ќе го видиме директно на надпреварот. Мислам дека нити јас, нити Горан немаме некои скриени адути, едноставно она што го припремаме за цело првенство, мислам дека ќе и тој и јас ќе го пружиме максимум, ќе дадеме се од себе да останеме и понатаму на врвот на табелата. Ќе биде тешко како на секој надпревар, но нормално како тренер на мојот клуб се надевам на победа и се надевам на нови 3 бода да можеме да до крај на барем на полусезоната да останеме на тоа прво место. Па јас реков се освен пораз, значи одиме по бодови, би бил задоволен и со реми, но сепак ќе атакуваме на победа. Дербито меѓу Брегалница и Детонит Плачковица, кој се игра утре од 17 часот на градскиот стадион во Штип, ќе може да го следите во живо на М-нет телевизија преку директен пренос.